Добро вечер. 1 ноември го следите најновото издание на Дневникот. Продолжуваме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Општината набави нови возила за зимско одржување. И Липково бара зголемување на блок дотациите. Музеј Куманово со награда на фестивалот Камера 300. Куманово се подготвува за престојната зима. Општина Куманово со сопствени средства преку долгорочно задолжување од Светска банка набави 3 возила за зимско одржување на улиците во градот, кој ќе биде поделен на 3 зони. Распишан е јавен тендер за избор на економски оператор за зимско одржување. Општина Куманово набави 3 возила кои што имаат специјална намена за чистење на снегот во зимски услови. Возилата за зимско одржување на улиците, општината ги набави со сопствени средства преку долгорочно задолжување од Светска банка, информира градоначалникот Максим Димитриевски. Тој посочува дека Куманово ќе биде поделено на 3 зони, а распишан е јавен тендер за избор на економски оператор за зимско одржување на улиците. Вкупниот износ на средства кои што ги користиме во минатото за зимско одржување во моментов се преполовени и се доделени на јавното предпријатие Чистота и зеленило. Тие средства јавното предпријатие Чистота и зеленило ќе ги користи дел за одржување на јавните прометни површини, тротоарите во централно градско подрачје во близина на училиштата и дополнително дел од средствата за обезбедување на дополнителни материјали за зимско одржување, првенствено тоа е сол. Среќан сум што конечно опремата која што ја обезбедиме од сопствени средства со долгорочно задолжување од Светска банка е веќе пристигната. Таа ни е ставена на располагање. Ќе се носат одлуки за истата да биде доделена на јавното предпријатие, дополнително да се регистрираат возилата, нивна промоција, кога ќе бидат комплетирани со целата дополнителна опрема и ќе биде ставена во функција. Куманово ќе има најдобрата опрема за зимско одржување. Не било случај до сега да посетуваме таква опрема. Освен новите возила, кумановските предпријатија имаат и друга опрема со која ќе се спроведува зимското одржување. А она што сакам да го напоменаме дека зимското одржување нема да имаме капацитет сами да го одржуваме во цело, значи поделен е градот на 3 реони, прва, втора и трета зона, ќе мора да користиме и дополнителен оператор кој што го имаме користено до сега, но сепак сметам дека ќе обезбедиме над 50% заштита во делот кај што ги дадовме средствата на нашите јавно предпријатие. Специјалните возила и работните машини се дел од подзаем со Министерството за финансии во рамките на средствата обезбедени со проектот Подобрување на општинските услуги, финансиски поддржан со заем од Светска банка во висина од 63.754.000 денари со цел финансирање на капитален проект, односно набавка на 12 возила за 4 јавни предпријатија. Документарниот филм "Неколку цркви од Кумановско" со царски двери во резба на авторот Валентина Андрејќ, виш кустос историчар на уметност во Националната установа Музеј Куманово, е наградена со специјална плакета за трајни вредности на 30-тото јубилејно издание на Интернационалниот фестивал на аматерски документарен филм Камера 300 во Битола. Овој фестивал се одржа на 28 и 29 октомври 2022 година, а учество зедоа 40 документарни филма од 11 држави од Европа: Велика Британија, Турција, Бугарија, Словенија и еден филм од Америка. Овој фестивал се одржува во рамки на програмата на градот Битола по повод 4 ноември, денот на ослободувањето на градот. Наградите ги додели заменик градоначалникот на Битола Бојан Бојковски, инаку овој фестивал е исклучиво за културни цели и како таков ја негува традицијата и културните вредности на народите. По Куманово и општина Липково бара зголемување на блок дотациите за училиштата. Владата одлучи овие образовни установи да имаат ефтина струја, но се уште се високи цените на нафта и огревно дрво. И општина Липково бара зголемување на блок дотациите за училиштата за нормално спроведување на воспитно-образовниот процес. Првиот човек на општината информира дека веќе е упатено барање и се чека на одговор. Владата одлучи училиштата да имаат ефтина струја, но се уште се високи цените на нафтата и огревното дрво.
ние како општина се трудаме во сите основни и средните училишта да имаме парно грејење со нафта од минатите години, со што инвестираме за нашите деца да имат подобри услови. Али не знаеме дека нафтата ни беше 20 денари, денеска го имаме 100 денари. И сега, согласно блок дотациите што ги имаме од Министерство за образование и наука, не може ни еден месец да одржуваме како општина. И бараме од Министерство да зема итни чекори пред да ни дојде студеното време, и тоа ни е само како избор. И сега чекаме, не ние, заедно со ЗЕЛТ и секоја општина, од Министерство и од владата. Во Липково функционираат 11 основни и едно средно училиште. Претходно и општина Куманово по разголемување на блок дотациите за училиштата се стравува дека ќе се доведе во прашање функционирањето на воспитно-образовниот процес. Во рамки на проектот Активни амбасадори на културата од Еразмус Плюс програмата од 24 до 28 октомври годинава, професори и ученици од гимназијата Гоце Делчев ја посетија Бугарија. Темата на оваа мобилност беше традиционални игри и ора, учениците облечени во народна носија достојно ја представија нашата држава. Велат од гимназијата. На оваа мобилност сите ученици имаа можност да ги запознаат традиционалните игри и ора на останатите држави партнери – Турција, Бугарија, Италија, Романија и Португалија, како и активно да се вклучат во изведбата. Целта беше учениците да ги научат традиционалните игри и ора од останатите држави и таа беше успешно остварена. Председателот на Занаечиската комора, Агрон Фазли, во гостувањето на емисијата Став истакна дека не достигаат саеми за мали и микрозанаетчии. Комората планира во наредниот период да организира токму вакви настани. Не достигаат саеми за мали и микрозанаетчии, сметаат од Занаечиската комора. При последното гостување во емисијата Став, председателот на комората Агрон Фазли нагласи дека во државата во моментов нема манифестации на кои занаетчиите би ги пласирале своите бизниси, продукти и иновации. Тие како комора организираат посети на саеми во соседството за своите членови, затоа што преку ваквите настани велат ќе можат да ја подобрат својата економија, работата во работилниците. Ние ќе се потрудиме во периодот што доаѓа покрај кризата, ние ќе се потрудиме и во нашиот град и во државата да направиме саем за занаетчии, каде што ќе бидат повикани и другите земји се со цел да ги споиме и занаетчиите да имат поголем бидик во бизнисот за да ги иновираме нивните производи, односно нив. Затоа ние немаме моментално, ќе се потрудиме, нашите средства се многу минимални како комори и како организации, ќе се потрудиме со помош на локалната власт, односно на централната власт, ако не слуша добро, да помагаме на овие занаетчии, затоа што имаме тешки проблеми и мора занаетчиите, односно бизнисите кои се профитабилни, односно кои имат своји продукти, да се истакнат во вакви саеми и да видат каде се наоѓаат во пазарот, дали во нашата држава, дали во Балканот или во Европа, за да можат просперитетно да се унапредат и за да можат да се прилагодат во пазарот кој што моментално има многу иновации, многу е голем. Затоа ние апелираме, еве и користам приликата и до државните институции, и до локалните институции да мислат добро за саемите, мислам да заштедат на друго место за да можат да направат, зашто да ја кажеме вистината, и локалните власти се во тешка економска ситуација, мора да имаме разбирање, но да наоѓат средства се со цел да има повеќе вакви саеми да се промовират локалните бизниси. Деновите на занаетчиство би траеле 3 дена, а последниот ден би се организирал бизнис форум на кој би присуствувале наистакнати експерти и ментори од таа област, информираат од комората. МВР информира дека вчера напладне во селото Сопот полициски службеници од полициската станица за граничен надзор Сопот при регионалниот центар за гранични работи Север
лишиле од слобода двајца жители на селото на возраст од 26 и 28 години. При преглед во возилото Volkswagen Golf со кумановски регистарски ознаки, во кое биле двајцата, биле пронајдени четворица мигранти од Куба, од кои еден малолетник. За настанот бил запознаен јавен обвинител, а мигрантите биле спроведени во прифатно транзитен центар. По целосно расчистување и документирање на случајот, против двајцата ќе биде поднесена соодветна пријава, соопшти Министерството. Три бронзени медали освоија гимнастичарите на клубот Атлета од Куманово на државното првенство во битола во поединечна конкуренција. На првенството клубот учествуваше со 19 надпреварувачи. Гимнастичарите од Кумановскиот клуб Атлета освоија бронза на државно првенство во битола во поединечна конкуренција, соопштија денеска од клубот. Во силна конкуренција на повеќе од 150 надпреварувачи од целата држава, кумановските гимнастичари освоија 3 бронзени медали во поединечна конкуренција. Освоивме прво место во екипна конкуренција машки, помлади јуниори и 2 бронзени медали во поединечна конкуренција, изјави тренерот на клубот Филип Миленковски. Во машка А програма до 9 години Милош Јовановиќ освои трето место во категоријата помлади јуниори, а во Б програма јуниори Бојан Ефремовски исто така се избори за трето место. Во женската А програма Вања Денковска освои трето место во категоријата јуниорки во поединечна конкуренција. По пауза од 26 години гимнастиката во Куманово се враќа на она место каде што припаѓа. Се надеваме дека општината ќе ни излезе во пресред бидејќи на Куманово му е потребна гимнастичка сала, од причина што градот има голем број на гимнастичари што сакаат да се занимаваат со овој спорт, апелира Миленковски. На првенството учествуваа 19 надпреварувачи од Атлета, од кои 9 во машка и 10 во женска конкуренција. Ограбена црква во село Пчиња, информира кумановската полиција. Вчера околу 17 часот во СВР Куманово било пријавено дека со употреба на сила било влезено во црква во село Пчиња, Кумановско и биле одземени пари. Екипи од СВР Куманово извршиле увид на местото и се преземаат мерки за расчистување на случајот. Во продолжение вести од Македонија, новинар Елена Георгиевска. Последниве години се зголемува бројот на домашни жртви на трговија со луѓе, кои се главно сексуално експлоатирани, а идентификувани се и присилни бракови со малолетни лица, рече денеска министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на средбата со амбасадорите од земјите членки на ЕУ. Според Спасовски, факт што особено загрижува и што ја алармира потребата од енергична акција на сите е континуираниот пораст на деца жртви при трговија со луѓе. Годинава се идентификувани 8 жртви на трговија со луѓе, од кои 7 се деца, потенцира министерот. Сите анализи и извештаи, како што напомена, укажуваат дека трговијата со луѓе е еден од најпрофитабилните бизниси, често поврзувана со криумчарење мигранти, трговија со дрога, тероризам. Спасовски се осврна на мобилните тимови составени од представници од МВР, МТСП и невладини организации како успешен концепт со цел идентификување на ранливи категории, меѓу кои жртви на трговија со луѓе. Министерот Спасовски истакна дека неодамна беше формиран и оперативниот тим за координација, следење управување на случаи со трговија на луѓе, во кој покрај представници од државните органи учествува и представник од Сдружение на граѓани. Министерката Славјанка Петровска на емисија на национална телевизија се осврна на измените на Законот за служба во армијата, кои беа договорени во диалог со 4 синдикати во кои се вклучени платите и покачувањата и други придобивки и бенефиции. Од утре припадниците на армијата добиваат покачување на платите од 2000 денари, а исплатата на отпремнината во висина од 2 просечни плати, но не помалку од 1000 евра за секоја година помината во армијата, започнува следната недела. Се отвора уште една можност за сите оние професионални војници кои ќе наполнат 45 години, со што им преостанува нивниот договор за работа како професионални војници, да земаат отпремнина, да останат во министерството или пак да бидат превземени во некоја од другите институции, рече Петровска. Министерката истакна дека пресметките се веќе вкалкулирани во буџетот и од следната недела ќе започне исплатата на отпремнината за професионални војници кои ги исполнуваат условите и доставиле барање за отпремнина.
Понудено е законско решение за прекинување на партиските вработувања во јавната администрација, но не и за деполитизација на нивните шефови. Со предвидените законски измени се очекува да се регулира вработувањето на административците, а не се загрозува изборот на директори и секретари од политичките партии. Тоа е затоа што Законот за професионални директори веќе 4 години лежи во фиока, пишува Алсат. Во сегашната законска рамка постои таков вакуум што им овозможува на политичките партии да ги ангажираат своите членови. Постои систем дека и без тестови, без соодветни документи, тие може да се вработат во јавниот сектор. Сакаме да го поправиме ова, ако ги видите различните членови од законите што ги предлагаме, ќе видите дека процесот на вработување сега е многу потранспарентен, рече Адмирим Алити, министер за информатичко општество и администрација. За да добијат работно место, граѓаните честопати лажеле за нивната националност и со тоа бил злоупотребен балансерот. Со новите законски измени Алити нагласи дека тоа повеќе нема да може. Утринава во периодот од 6 часот до 10 часот на територијата на Македонија спроведена е акциска контрола на возила што вршат јавен превоз на ученици, за зголемување на безбедноста на учениците од дома до училиште и од училиште кон дома. При контролата констатирано е едно кривично дело за возење без лиценца и 46 сообраќајни прекршоци. Од нив 2 за возење без сигурносен појас, 4 за возење со брзина поголема од дозволената, изречена е 1 мерки за возење без возачка дозвола, упатени на вонредни технички преглед се 24 возила, соопшти МВР. Времето денеска во Куманово беше сончево. Максималната температура се искачи до 23 степени, а минималната беше 7 степени Целзиусови. И за утре метеоролозите најавуваат сончево време. Дневната температура ќе достигне 23 степени, а утринската ќе биде 7 степени. Тука е крајот на дневникот. Ви благодарам за вниманието и пријатно.